на специјалната прес-конференција по повод методологијата за проверки во правосудството, на која ќе говорат министерот за правда Бојан Маричич, председателот на Судскиот совет Киро Здраев и државниот јавен обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовевски. Во интерес на времето ќе започнеме веднаш со обраќањата. Го поканувам министерот за правда господинот Маричич. Повелете. Почитуван председателя на Судскиот совет господин Киро Здраев, почитуван јавен обвинител на Република Северна Македонија господин Љубомир Јовевски, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Врвен приоритет за Министерството за правда и за владата е враќањето на довербата во правната држава. Тоа е приоритет број 1 во акцијскиот план на владата за следната 2021 година. Довербата може да се врати само преку ефикасно судство и јавно обвинителство. Јас како прв човек на Министерството за правда сум навистина задоволен што Европската комисија во последниот извештај за напредокот на Северна Македонија во делот за правосудство ја поздравува имплементацијата на досегашните реформи во оваа област. Европската комисија, како резултат на спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудството, со што се адресираат и препораките од итните реформски приоритети, извештајот на Прибе и на Венецијанската комисија, нотира добар напредок во правосудството во нашата земја. Како резултат на реформите, воспоставени се механизми кои обезбедуваат независност и отчетност на правосудството. Од нашите европски партнери особено е поздравена проактивната улога на Судскиот совет, кој во неколку наврати застана на браникот на независноста на судството. Истото важи и за работата на јавното обвинителство. Сепак, во извештајот се наведува дека е потребно случаите за висока корупција и организиран криминал, вклучително и оние кои ги отвори поранешното специјално јавно обвинителство, да бидат затворени, односно да има правосилни пресуди. Изминатиот период бевме сведоци дека некои од овие предмети, но и други, често се одлагаа, некои од нив застаруваа, а за некои целиот процес се одвиваше едноставно многу бавно. Токму затоа Европската комисија препорачува дека во фокусот во следниот период треба да се продолжи со конзистентно спроведување на стратегијата за реформа на правосудниот сектор и ажурираниот акцијски план на инклузивен начин, имплементација на правната рамка од клучните чинители со што ќе се придонесе за подобрување на довербата во правосудниот систем. Она што е значајно е дека во извештајот е потенцирано дека е потребна цврста посветеност за независност на судскиот систем, за да се заштити од каков било ризик на мешање и користењето на постојните механизми за проверка на професионалноста и интегритетот на судиите и јавните обвинители. Дополнително, се препорачува брзо да се усвојат подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за Совет на јавни обвинители, Законот за јавно обвинителство и другите закони, за да може Советот ефикасно да ги извршува новите надлежности по однос на назначување и унапредување, како и дисциплинските постапки против јавните обвинители и да превзема мерки за одговорност на своите членови, што треба да даде видливи резултати согласно извештајот на Европската комисија на почетокот на 2021 година. Како што е веќе објавено пред неколку недели, Судскиот совет како надлежна институција донесе неколку клучни документи со кои ќе биде спроведена динамична проверка на работата на судиите и ќе придонесе кон зајакнување на транспарентноста, одговорноста и етиката во фелата. Исто така, јавното обвинителство на Република Северна Македонија состави и донесе правилник за оценување на јавните обвинители, што е темел за зајакната одговорност согласно Законот за јавно обвинителство. Овој процес, како влада и како министерство, ни е од исклучително значење и веруваме дека истиот ќе придонесе кон враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем, која долго време беше на ниско ниво. Владата исто така презема обврска да ја зајакне и финансиската независност и достапноста до потребните ресурси, да обезбеди повеќе ресурси за судството и за јавното обвинителство. Ние не сакаме на кој било начин да правиме притисок или какво било влијание врз судството и обвинителството, но должни сме да се грижиме и будно да го следиме процесот со кој ќе добиеме реформиран, транспарентен, ефикасен и од било какви притисоци ослободен правосуден систем. Тоа им го должиме на граѓаните. Овие наводи беа дискутирани и потврдени на неодамнешниот Совет за реформи во правосудството кој што се одржа
пред неколку дена. Сега, без да должиме понатаму, би оставил простор повеќе председателот на Судскиот совет, господинот Киро Здравев, и јавниот обвинител на Република Северна Македонија, господин Љубомир Јовевски, да објаснат за начините на проверка на работата на судиите и јавните обвинители. Ви благодарам и подоцна ќе одговориме на прашањето. Господине Здравев, повелете. Благодарам. Почитуван министер за правда, почитуван јавен обвинител, почитувани присутни, почитувани новинари кои што не сте присутни, меѓутоа сепак оваа пресконференција следите преку онлайн линиите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Во рамките на стратегијата за реформи во правосудниот сектор беа донесени Законот за измени и дополнување на Законот за судовите кој влезе во сила на 25.5.2019 година и Законот за судски совет кој влезе во сила на 30.5.2019 година. Основни цели и на двата закона е да се обезбеди доследно почитување на принципите на самостојност и независност на судството, подобрување на квалитетот, ефикасност, транспарентност, отчетност и одговорност и владење на правото. Од огромно значење за почитување и имплементација на принципот на самостојност и независност на судството е изборот и утврдување на одговорност на судиите во случај на сторена дисциплинска повреда или поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Со одлуката на Судски совет за определување на бројот на судии во државата се предвидени 636 судиски места, а минатата година Судскиот совет, поради познатата состојба во Врховниот суд, ја зголеми со своја одлука, го зголеми бројот на судиите во овој суд за уште тројца, така да вкупно во државата имаме 639 судиски места, од кои пополнети се 501. Во рамките на имплементација на Законот за Судски совет, а со цел обезбедување на избор на судии согласно со објективизирани критериуми, Судскиот совет на седницата одржана на 25.12.2019 година го донесе правилникот за начинот на рангирање на кандидатите за судии од Академија за обука на судии и јавни обвинители. Не само што беше донесен овој правилник, ние почнавме со негова имплементација, така што согласно овој правилник беа избрани 12 судии во основните судови од академците и 20 судии од други судови по хоризонтала, бидејќи во тие судови немаше пријавено кандидати од академија. Претходно по стариот закон беа избрани 20 судии на Управниот суд, 6 судии во Апелациониот суд Скопје и 1 судија во Врховниот суд на Република Северна Македонија. На седницата одржана 4.2.2020 година, Судскиот совет го донесе правилникот за избор на судии во повисоките судови. И овој правилник почнавме со негова имплементација, избирајќи 4 судии на Врховниот суд на Република Северна Македонија. Исто така, во периодот 2019 и 2020 година, Судскиот совет избра 18 председатели на основни судови, 3 председатели на апелациони судови и председател на Висшиот управен суд. Изработени се функционална анализа на Судскиот совет, стратегиски план со акцијски план за периодот 2020-2022 година, а исто така и план за стратегиско комуницирање. На седницата одржана 11.11.2020 година усвоена стратегијата за развој на човечките ресурси и судската мрежа, документ кој што е од исклучителна стратешка важност за судството во Република Северна Македонија и чија основна цел е создавање на систем на управување со човечките ресурси во судството. Од подзаконски акти се изработени предлог методологии со индикатори за сложеност на предмети. Оваа методологија Советот ја донесува со претходна согласност на Врховниот суд на Република Северна Македонија, но бидејќи Врховниот суд се уште не справа по оваа методологија, а Судскиот совет ќе расправа по истата по добиената согласност од Врховниот суд. Планираме некаде на
почетокот во месец јануари наредната година. На седницата на Судски совет, одржана на 23.11.2020 година, беа разгледани извештаите на членовите на Судски совет и председателите на судовите за застарени предмети, стари нерешени кривични, граѓански и управни предмети, беа донесени заклучоци и истите дистрибуирани до председателите, кои што се должни да постапат по истите. На седницата одржана на 18.12.2020 година, Судскиот совет донесе интерен план за следење и оценување на работата на судовите, судиите и председателите на судовите. Со интерниот план се предвидува формирање на 3 членни комисии, кои ќе продолжат со следењето и во 2021 година согласно предвидените индикатори. Значи, следењето на работата на судовите, судиите и на председателите на судовите е наша трајна, со закон предвидена обврска. Во интерниот план, како прва цел е предвидено квалитетно водење на судската постапка. Како индикатори кои што ги предвидуваме во нашиот план се отсуство на доволно аргументи во образложението на одлуките во подкрепа на слободното судиско убедување. Несоодветна и нецелосна анализа на доказите, неаргументирано образложение при одбивањето на предлозите на странките за изведување на конкретни докази, укинување на одлуки на правостепените судови од повисоките без конкретни нападствија, отсуство на аргументирано образложени одлуки со кои се задира во основните човекови права и слободи, мерката притвор, посебните истражните мерки, замрзнување на финансиски трансакции, заплена на имоти и имотна корист. Втората цел е подготвеност на судијата за водење на расправа и како индикатори за реализација на оваа цел се предвидува динамика на закажување на рочиштата, недоволна грижа за роковите, намерно предизвикување на застарување на предметите, недоволно искористување на можностите за уредна достава, непреземање потребни действија за претходно испитување на тужбата и на времено отстранување на недостатоците во неа, неискористување на можностите за определување на дополнителни судии и судии поротници, поради што доваѓа до одлагање на рочиштата. Како посебна цел е предвидено квалитетно составување на записник во постапката и сослушување на странки, а како индикатори ги предвидовме неуредно водење на записникот во смисла на пропусти, нејасноти, крупни грешки, некористење на техничките можности за користење на аудиовизуелно снимање во текот на постапката, необезбедување на примерок од записник за странките. И посебна цел е квалитетот на работа на судиите, како индикатори се предвидени бројот на укинати одлуки поради сторени суштествени повреди визави сите решени предмети. Значи, целта на интерниот план е пред се утврдување на субјективните и објективните причини за застареност на предметите и за нерешените стари предмети. Ова обврска на Советот е во насока на подобрување на квалитетот, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одговорноста на судиите, доследно почитување на принципот на владење на правото, неселективност со конзистентни судски одлуки. Само на таков начин може да се постигне стратегиската цел на Советот, промена на перцепцијата на граѓаните и враќање на довербата во судството. Вториот многу значен документ, кој што на ова седница го донесе Судскиот совет, е методологијата за оценување на работата на судија врз основа на исполнетост на квалитативните критериуми за судиско работење и образци за оценување и бодување на исполнетост на квалитативните критериуми за работа на судијата. Во ова методологија се утврдуваат индикатори за ефикасно следење на степенот на исполнетост
на квалитативните критериуми за оценување на работата на судијата, начинот на оценување и бодирање на подкритериумите, индикаторите со кои се утврдува степенот на исполнетост на критериумот, квалитет за водење на судската постапка, при увидот во секој поединичен предмет на судијата кој се оценува. Методологијата ги содржи и квалитативните критериуми, насловени како квалитет на ажурно постапување, квалитет на работа на судијата, кои се оценуваат преку увид во податоците во автоматизираниот компјутерски систем на управување со судски предмети од страна на судскиот совет. Оценувањето на квалитетот на водење на судската постапка се врши преку увид во 10 предмети на оценуваниот судија од периодот на оценување, и тоа од кои 5 предмети се добиваат по случајен избор од страна на автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети и 5 предмети определени од самиот судија, чие водење на судската постапка се оценува. Да напоменам дека оценувањето се врши за 4 години. Судскиот совет во 2019 година изврши оценување на судиите и преседателите на судовите за 2017 и 2018 година. Значи, согласно новиот закон, предмет на оценување ќе биде работата на судиите 2019, 2020, 2021 и 2022 година. Како подкритериуми за утврдување на квалитетот на водење на судската постапка се способноста на судијата за аргументација, подготвеност на судијата за водење на расправа, квалитет на составување на записник во постапката и сослушување на странки, подготвеност на судијата за донесување процесни одлуки, способност на судијата за решавање на конфликти. Исто така на ова седница ја донесовме методологијата за квалитативно оценување на преседателите на судовите и образец за квалитетно оценување на преседателите на судовите. Оваа методологија го уредува оценувањето на квалитативните критериуми за оценување на работата на преседателите на судовите. Оценувањето го вршат комисии и при оценувањето на преседателите на судовите се зема во предвид транспарентност на извештаите, се мисли на извештаите од редовните и воредните контроли на повисокиот суд, судскиот совет, Министерството за правда, понатаму реализација на програмата за работа и акцијски план. Секој преседател, односно кандидат за преседател, при изборот мора, како законска обврска до судски совет, да поднесе програма за работа со акцијски план. Значи, програмата за работа и акцијскиот план ќе бидат предмет на оценка за работењето на преседателот. И сигурно таа оценка ќе зависи и од степенот на реализација на програмата, односно акцијскиот план. Понатаму, предмет на оценување ќе биде и примена на судскиот деловник, функционирање на системот за управување судски предмети, квалитетот донесените одлуки во судската управа и односи со јавност и транспарентност. Благодарам. Ви благодарам. Сега го покажувам да се обрати државниот јавен министер Љубомир Јовев. Господин Јовев, благодарам. Добар ден на сите. Благодарам, добар ден на сите. Се заокружи правната рамка во делот на согледување на работата на јавните обвинители и нивната оценка. Овие прашања се од суштествено значење за јавното обвинителство, бидејќи на тој начин ќе се постигне мерливост на резултатот на јавните обвинители и врз основа на тоа ќе се изгради оценка за работата на секој јавен обвинител. Всушност, целта на ова оценување и евидентирање на работата на обвинителите е да се засили нивната одговорност,
а во исто време при јавувањето на огласите за повисоките работни места да се има целосен увид во дотогашната работа на јавните обвинители. Во правилникот за оценување на работата на јавните обвинители се доразработени законските основи, бидејќи во Законот за јавното обвинителство содржани се 15 члена кои регулираат оваа материја, значи дадени се основите и постапката, а во правилникот само се доразработуваат овие основи, така што при проверка на работата на обвинителите за критериуми ќе се ценат стручност и квалитет во одлуките, правните лекови и други писмена, ажурност и ефикасност во постапување на јавниот обвинител, непристрасност и совесност, углед и етичност достојни за функцијата, соработка и почитување на странките и други вработени во обвинителството, способност и спремност за стручно усовршување и стекнување нови знаења и организаторски способности. Исто така, како и во рамките на судовите, оценувањето на јавните обвинители се врши на 4 години и овој циклус нов на оценување ќе започне од 1 јануари следната година. Меѓутоа, обвинителите ќе се оценуваат врз основа на 6-месечни извештаи, во кои ќе бидат разгледувани 6 предмети, од кои 3 ќе ги посочи јавниот обвинител, а додека другите предмети ќе се изберат по случаен избор. Исто така предвидено е и оценување на раководителите на обвинителствата. Се разбира дека во законските одредби предвидени се и правни средства во однос на тоа доколку обвинителот не биде задоволен од оценката. Тоа се новите правила и прописи во делот на оценувањето на работата на обвинителите, меѓутоа обвинителството и натаму ќе постапува и ќе врши увид во предметите по кои има представки, за да ги испита наводите во представката и ја испита во конкретниот случај ажурноста и совесното постапување на јавниот обвинител. Исто така, во законот и во правилникот за дисциплинска одговорност предвидени се одредби за дисциплинска одговорност на обвинителите, од причина што доколку при овие надзори се утврди дека обвинителот неажурно, несовесно и нестручно постапува, против него може да се поведе постапка за дисциплинска одговорност. Со тој дел целосно ќе се заокружи ова правна рамка во делот на одговорноста на јавните обвинители. Уште еднаш нагласувам дека обвинителството во следниот период многу поголемо значење ќе му даде на овој процес на утврдување на работата на јавните обвинители со намера да се зголеми нивната одговорност и ефикасност на работа, да можат обвинителите меѓу себе да се споредуваат во делот на извршувањето на работните задачи и извршувањето на функцијата, што сето тоа ќе доведе до нивна одговорност, стручно, професионално вршење на работите во обвинителството. Од друга страна, пак, очекуваме дека другите јавни обвинители нема во своите редови да ги трпат обвинителите кои не постапуваат ажурно, нестручно и несовесно во работењето. Јас благодарам од прилика, толку би било во делот на новите одредби во делот на оценувањето на јавните обвинители.
Ви благодарам, господине Јовески. Сега ќе одиме со сетот новинарски прашања. Прво, колегите новинарите кои што се уклучени преку апликацијата Zoom, а потоа ќе ги поставиме и прашањата кои што стигнаа по имейл. Најпрво одиме со Билјана, телевизија Телма. Повели. Да. Добар ден и од мене до сите. Би сакала за тројцата имам прашање, јас ќе ги поставам трите прашања, па се надевам поодделно ќе ги добиеме и одговорите. За господинот Јовески, ајде дека сега последен го слушнавме. Слушнавме дека ќе има оценување, дисциплински постапки, но еве и во вчерашниот прес видовме дека дури и кога се отвараат такви постапки, едноставно обвинителите се поднесуваат оставка и нема никакви после тоа реперкусии, особено кога ги креираме законите, знаеме дека се особено битни за граѓаните, односно оштетените во таквите постапки. Што со нив? Значи, каде тие после ќе ја бараат правдата, бидејќи правната држава е всушност тоа граѓаните да дојдат до правдата. Слично прашањето е и за господинот Здравев. Исто така и таму гледаме дека во судскиот совет имаме такви постапки. Често знаат да бидат и нетранспарентни, дали ќе се зголеми транспарентноста, според законот се кријат судиите по кои што за чие што разрешување се говори, ние никогаш не ги знаеме дали нешто се планира да се промени во таа насока за да ги знаеме и исто така што по нивното разрешување. Видовме дека се разрешени, но исто така во таквите постапки за конкретни предмети имаме оштетени странки. Каде тие понатаму ќе бараат правдата? И третото прашање ми е за министерот, значи како можеме да вратиме довербата, дали можеме да очекуваме дека нема да биде само еден вид освета на така наречените неподобни суди и обвинители, нема да сега да имаме нели дисциплински постапки за луѓе од правниот систем кои што не се подобни за оваа власт. Благодарам на прашањето. Тоа што определени обвинители кога ќе се поведе дисциплинска постапка и кога ќе видат дека во таа е поведена заради нестручно и несовесно работење, си поднесуваат оставки, не значи дека со тоа не е постигната целта на одговорноста. Едноставно, дисциплинска постапка може да се води само до оној момент додека јавниот обвинител ја извршува функцијата. Што тој не ја извршува функцијата, натаму оваа постапка се запира. Во другиот дел на прашањето што со правата на странките кои им биле загрозени или повредени, се разбира дека тоа зависи од конкретниот случај. Во некои случаи со доделување на предметот во работа кај друг обвинител, овие неправилности ќе се санираат, а додека ако станува збор за правосилен предмет, може да се побара повторување на постапката. Уште треба да се нагласи и овој момент дека доколку во несовесното, нестручното или непропорционалното постапување на јавниот обвинител се утврдат елементи на кривично дело, дека обвинителството може да поведе постапка против овој јавен обвинител. Благодарам. Господине Здравев. Благодарам. Во споредба со законското решение за обвинителите, во Законот за судски совет е предвидено продолжување на постапката за утврдување на одговорност на судијата, независно од тоа што тој си поднел оставка. Значи, постапката ние продолжуваме со тоа што има разлика во изреката на самата одлука, доколку судијата не поднесе оставка, тогаш во изреката ние констатираме, односно го разрешуваме од вршење на судиската функција поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Додека ако си даде оставка или во меѓувреме се пензионира, во таков случај изреката на одлуката е декларативна. Утврдуваме дека ја сторил таа повреда која што е предмет на самата постапка. По однос на транспарентноста, значи со Законот за судски совет е предвидено дека седниците на судскиот совет се јавни
И тие може да бидат исклучени само по исклучок кога се работи за изнесување на податоци за личноста на судијата. Во таков случај, со двотретинско мнозинство може да биде исклучена јавноста. По однос на самите одлуки, ние мораме да ја почитуваме презумпцијата на невиност се до правосилноста на нашата одлука. А по правосилноста на нашата одлука, одлуката за разрешување на судијата ја објавуваме и во службен весник. Одлуките, правосилните одлуки за сите судии кои што досега сме ги разрешиле, се објавени во службен весник со одреден степен на анонимизација. Благодарам. Мислам дека уште во 2000 целта на нашите сите реформи, уште од 2017 година кога беше усвоена новата стратегија за реформи во правосудството, беше токму тоа да имаме јасно утврдени, транспарентно дискутирани и недвосмислено јасни критериуми за разгледување на случаите на одговорности кај судиите и кај јавните обвинители. Токму затоа беше донесено на сет на закони во 2019 година, законот за судови, законот за судски совет, законот за совет за јавни обвинители и законот за јавно обвинителство 20 година, кои што овозможија да ги имаме денеска сите овие подзаконски акти или пак акти кои што произлегуваат од таа законска рамка, кои што на еден јасен, транспарентен начин ги пропишуваат критериумите, детално ги пропишуваат критериумите за избор, но исто така и за оценување и разрешување на судиите и обвинителите. Тоа беше една забелешка која што долго ја имавме од Европската унија и ние практично со поставување на овој начин на регулативата за дефинирање на изборот, одговорноста и разрешувањето на судиите и обвинителите, поставивме здрави основи кои што гарантираат дека нема да има никакви чистки, дека нема да има никаква поделба на подобни и неподобни, туку дека врз основа на јасни критериуми, објективно отцртани во овие акти, ќе се постапува еднакво за сите. Владата нема никаков интерес да дели било кого во судството или обвинителството на подобни и неподобни. Мислам дека за граѓаните постојат два типа на функционери во сите области. Стручни, професионални и одговорни, и нестручни, непрофесионални и неодговорни. Така е и во политиката, така е и во јавната администрација, така е и во правосудниот систем. И само таа поделба е валидна за граѓаните и само таа поделба нас не интересира. Воопшто не интересираат подобни и неподобни. Тие времења на подобни и неподобни се завршени, подобни се сите оние кои што се професионални, одговорни, честни и работат законито, сите останати се неподобни за системот и за државата и за граѓаните, а не за било која политичка партија. Благодарам. Се наметна особено до обвинителот, дали оние кои што си поднеле оставки подосна сте поднеле некакви пријави, кривична одговорност е побарана, па дури и за судии кои што се разрешени, дали има некаков епилог доколку сте поднеле? До сега во постапката не е утврдена кривична одговорност на тие обвинители, но доколку се утврди или доколку имаме случај како што претходно нагласив во действието на обвинителот да има елементи на кривично дело, воопшто обвинителството нема да има дилема дали да покрене соодветна постапка на кривична одговорност на јавниот обвинител. Благодарам. Следни, предпоставувам дека се... Аз се извинувам, имам. Не. Така. Телевизија Сител, повелете. Микрофонот уклучете го. Не добиваме звук. Добро, ќе пробаме уште еднаш да запоставиме врска, можеме да одиме сега со мјутиран ви е микрофонот, предпоставам.
Не доби... Се слушаме? Предпоставувам дека ќе воспоставиме врска и со телевизија Сител. Одиме со Алсат. Бојан, повели? Добар ден, не знам, ме слушате прво? Да, повели. Јас имам прашање за тројцата. Се тоа што го кажавте како модел сега за проветрување, филтрација, го вадите од постоечките законски регулативи. Јас, барем како новинар, не видов ништо ново во денешното обраќање на сите тројца. Имам прашање, да констатирам дека можете слободно да ги прашате дел од новинарите кои се 10 случаи, кои се круцијални, каде што има кочење на процесите, можеме да ви ги кажеме за да ви помогнеме. Тоа е првото. Второ, кои се тие 10 предмети, 15-20, ги знаете ли вие точно, за да утврдите а кои се клучни за јавноста и кои се од голем интерес и за јавноста. Точно да прецизирате има ли такви 10 случаи во државата кои се клучни, за да ги следите и да утврдите дали има некакви потврлања од страна и на обвинители и на суди. Ви благодарам и конкретни мерки. Обвинителя можете ви. Разбрав, и во досегашното работење обвинителството ги следи, ја следи работата на пониските обвинителства. Не се согласувам дека во овие работи нема ништо ново, затоа што, како што нагласив претходно, изострена е одговорноста на јавните обвинители. Имаме јасна процедура во делот на утврдувањето на неговото стручно, ефикасно и одговорно постапување и професионално постапување. Ако добро разбрав за предмети кои што се сега во постапка, обвинителството ги следи овие предмети, презема соодветни действија во врска со нив, а впрочем ако предметот е во судска процедура, најдобар судија за тоа е и јавноста, со оглед дека поголем број или значителен број од судењата се јавни судења. Еве. Господина Здравев, повелете вие? Јас на почетокот реков и сега ќе повторам, значи следењето на работата на судиите, судовите и преседателите на судовите е континуиран, постојан процес на судскиот совет. Тоа е со закон предвидена обврска. Ние ова не го правиме кампањски. Ова работа представува продолжување на работата на судски совет во рамките на исполнувањето на неговите со закон предвидени обврски. Значи, ние разрешивме судии и 2019 година, и 2020 година. Тој процес продолжува и понатаму. Значи, тоа е една постојана, континуирана постапка и со закон предвидена обврска на судскиот совет. По однос на предметите кои што предвидуваат интерес во јавноста, ние дознаваме и од самите вас, од новинарите. Често пати за определени предмети ни се јавуваат новинарите и тоа ни е еден репер дека јавноста е заинтересирана за тие предмети. И нормално дека треба и ние како судски совет да се вклучиме со цел да провериме определени основани или неосновани забелешки по однос на постапувањето на самиот судија. Значи, тоа ни обврска према граѓаните. А средствата за јавно информирање, медиумите, се нашиот прозорец кон граѓаните. За да бидам појасен, имате ли точно прецизирано 10 предмети кои ќе бидат клучни и тие да се испитаат детално и по основ на судско и по основ на обвинителско постапување? Моето прашање е тоа, направивте ли за овие 4 месеци анализа кои ќе бидат 10 клучни предмети, а се за интерес, како и за медиумите, така и за целокупната јавност? Оние предмети кои будат интересот на јавноста.
Тоа ми е поентата. Дали имате прецизирано такви 10, да речеме 5, 2 предмети? Значи без, ако може без исклучок, не 10, може би ќе биат и 15 и 20. Значи не треба сега да биеме лимитирани со некоја бројка. Значи следењето на работата на судовите, на судиите, на председателите ќе биде по сите предмети. Ние нема потреба да издвојуваме предмети со што на некој начин би и создале забуна кај судиите и јавноста. А доколку мислите на оценувањето на судиите за тие 5 предмети кои што треба да ги посочи самиот судија и 5 предмети кои што ќе излезат ќе ги исфали самиот АКМИС, значи тоа е работа на самиот судија. Тој самиот ќе ги каже кои предмети сака да бидат предмет на оценка за неговата 4-годишна работа. А АКМИСот ќе ги исфрли предметите кои што се за периодот кој што е предмет на оценка за 4 години. Комисиите кои што ќе бидат формирани од страна на суди на повисоките судови и непосредно повисокиот суд, ти имат обврска да дават оценка само по однос на првиот квалитативен критериум, квалитет на водење на постапката. Вториот квалитативен критериум по однос на ефикасноста, односно почитување на со закон предвидените рокови и по однос на квалитетот на одлуките, бројот на укинати предмети поради суштествени повреди, визави вкупно завршените предмети, тој податок ние го имаме во АКМИСот и судскиот совет тие податоци ќе ги црпи од АКМИС системот. Само ако дозволите на кратко, јас би се заблагодарил на можноста да објасниме што е ново во овој систем, а тоа произлегува од вашето прашање. Мислам дека имаме и тоа како што ново да кажеме и ново да се пофалиме. Прво, за прв пат од 2019 година воспоставуваме систем со појасни и по-конкретни критериуми за следење и оценување на работата на главните кадри во правосудството и значи имаме процеси, имаме систем. Тоа не значи дека и до сега сме го немале, меѓутоа направивме значајни измени за тој подобро да функционира. Овој систем кој што денеска го представивме отвара можности не за топ 10, туку за топ 100 случаи кои што во текот на годината може јавноста да добие одговор за нивно постапување. И мислам дека сите случаи, без разлика дали јавноста ги знае или не, кои што имаат тежина и значење, ќе имаат можност да бидат разгледани од одговорните тела, и тоа е навистина ново, и тоа значи дека градиме правна држава која што функционира и која што без разлика дали е некој случај од интерес на јавноста или не, а особено оние кои што се од интерес на јавноста, ќе можат да имаат институционална разрешница. Тоа значи зголемена одговорност, тоа значи зголемена транспарентност и тоа значи секако резултати кои што ќе дадат доверба, поголема доверба кај граѓаните во системот. Благодарам. Јас мислам дека оваа постапка не треба да се врзува за бројот на предмети, тоа е релевантно само во поглед на редовното оценување на јавните обвинители. Додека во овој процес или во оваа постапка никој не го лимитира обвинителството колку предмети ќе подвргне на проценка на стручноста и ефикасноста на јавниот обвинител, според тоа самите околности во конкретниот настан, например укажувањата во представките, можеби сознанијата што ги имаме од вас медиумите, ќе наложат отварање на некои предмети, проценка на ажурноста, ефикасноста, стручноста на јавниот обвинител. Ви благодарам. Сега повторно ќе се обидеме со телевизија Сител. Колега, се надевам дека сега се слушаме, коле. Кога може да се очекуваат првите резултати од примената на правилниците, методологиите кои што ги имаат утврдено и Судскиот совет, меѓутоа и Државното јавно обвинителство?
се зборува дека 6-месечни извештаи, меѓутоа првите резултати кога може јавноста да ги види од проверката на предмети? Обвинител, одговорете. Истакнав дека овие прописи ќе се применуваат од почетокот на јануари и дека првиот циклус на оценка за јавните обвинители, раководителите на обвинителствата ќе заврши заклучно со првото полугодие од годината со 36, потоа се продолжува вториот циклус на оценување. Овој процес, како што нагласи министерот за правда, не значи дека исцело е нов процес, туку сега имаме појасни, поцелосни критериуми и дека за обвинителството зборувам битно дека сите обвинители и раководителите на обвинителствата се подложуваат на оценка. Се разбира дека при вршењето на оценката на обвинителите може, зависи во кој период и пред овие 6 месеци, да се констатира дека во определен предмет обвинителот неажурно, несовесно постапил, не го применува правото и не ги почитува одлуките на повисоките обвинителства и слично. Господине Здравев. Јас не сакам следењето на работата на судовите, судиите и председателите на судовите да се свати дека почнува сега и има некако кампањски карактер. Тоа воопшто не е точно. Значи, од 35.2019 година, кога влезе во сила Законот за судски совет, Судскиот совет за овие 2 години постапува по законот, ја следи работата и на судовите, судии и председатели. И ние за овој период разрешиме 9 судии. Овој процес продолжува понатаму. Еве ги резултатите. Значи, веќе за 2 години имаме резултати. Мада да ви кажам искрено, ниту јас, ниту било кој од членовите на Судски совет се гордееме со тоа што сме разрешиле 9 судии. На крајот кривицата тие судии не ги разрешува Судски совет, туку поради незаконито постапување сами се разрешиле, а Судскиот совет само тоа го констатира. Значи, целта ни е да отсуството преку следење на работата на судиите и на председателите, значи да ги луцираме судиите кои што незаконито, нестручно, несовесно постапуваат и на тој начин, на некој начин, го нарушуваат угледот на судиите кои што често совесно, со интегритет и професионално постапуваат. Тоа е целта на следењето на работата на судовите, судиите и председателите. Тој процес ќе трае до сега и ќе продолжи, ќе трае и понатаму како наша законска обврска. Поради тие причини е предвидено и формирање на 3-члени комисии, со тоа што председател на комисијата ќе биде координаторот за секој суд. Председателот на Судски совет прави годишен распоред за работа, со тоа што секој член од Судски совет го назначува за координатор за 1, 2, 3 и повеќе судови. Тој ќе биде председател на комисијата, а останатите 2 члена ќе бидат членови од комисијата, исто така од членовите на Судскиот совет. Значи, продолжуваме со процесот кој што и претходно го започнавме. Резултатите се тие. Впрочем, и оценката на Европската комисија за работењето на Судски совет зборува за тоа. Добро, ви благодарам. Одиме сега со, предпоставувам, колегата Васко Маглешов, така, повелете. Добар ден, благодарам. Моето прашање се однесува на тоа зошто граѓаните треба сега да очекуваат проверка во правосудството, кога 3 или повеќе од 3 години се води дисциплинска постапка за тројцата обвинители што не постапи или постапија недоволно стручно за 27 април. Значи 3 години се води постапката. Да не говорам дека во
член на Советот на јавни обвинители е човекот што поднесе барање за заштита на законитоста, за укинување на притворот на Сејат Кочан и така натаму да не ги редам. Зошто граѓаните да очекуваат дека сега би било нешто поразлично, кога имаме такво едно развлекување на предмети? Јас ќе ви кажам конкретен пример. 5713 кривична пријава поднесено во обвинителството за организиран криминал од полицијата од 2013 година, уште нема епилог. Тоа се 7 години поминати со сите можни процесни рокови и така натаму пропуштени. Зошто сега да веруваме дека ќе биде поинаку? Благодарам. Затоа што сега ќе имаме, како што и претходно кажав, поразработени основи и попрецизни основи за одговорност на јавните обвинители. Второ, дека јавното обвинителство, и тоа го нагласив, дека приоритет ќе им даде на овие прашања, бидејќи тие се од суштествено значење за неговата натамошна работа и за враќање на изгубената доверба во јавното обвинителство на граѓаните. Овие околности што ги споменувате во делот на водењето на постапката, се разбира дека познато ви е дека еднаш Советот на јавните обвинители ја укина оваа одлука, повторно е вратена и сега е во жалбена постапка повторно пред Советот на јавните обвинители. Јас очекувам дека со оглед дека подолго време немаше оценување на јавните обвинители, дека со успех и со одговорност ќе го спроведеме овој процес на оценување и на одговорност на јавните обвинители, бидејќи, како што спомна и председателот на Судскиот совет, не може товарот сите да го носат и во ист кош, така да речем, да се ставаат и обвинителите кои стручно, професионално, одговорно ја извршуваат функцијата и оние кои што не ги почитуваат законите, несовесно работат. Еве толку околу тоа прашање. Благодарам. Само со аудио врска сега ќе вклучиме од сакам да кажам. Дали се слушаме? Се слушаме? Повелете, да. Добар ден на сите. Јас имам прашање за господинот министер Маречик и за државниот обвинител Љубомир Јовевски. Значи дигиталната редакција, сакам да кажам, бара да ни одговорите зошто толков акцент во реформата на правосудството се става на судиите, односно за предмети што ги водат тие повеќе поднесени обвиненија од пред неколку или од пред повеќе години. При тоа се премолчува фактот дека МВР и обвинителството во моментов не гонат финансиски криминал од јавни набавки и организиран криминал и корупција сторени од актуелната власт. Судиите во годиниве што ќе следат, ќе ги оставите вака со ова темпо на работа, условно кажано без работа, тие ќе се занимаваат, значи, само со обвиненија поднесени против обични граѓани. И да се вратиме уште поназад, зошто државата, тоест владата, не им овозможува полн капацитет од стручни соработници и истражители, па до дактилографки на обвинителствата, за да можат да отворат истраги нели против актуелни функционери. Ние имаме најголем број обвинители по глава на жител во Европа, но тие намерно се оставени сами, без тимови за работа, што укажува на фактот дека оваа држава не сака да се бори против корупцијата во своите редови, туку да замајува со реформи само преку поднесени обвиненија против бивши функционери. Катица Јанева, Просина Ременски и Лидија Димова, се надевам, не се дострелот на оваа власт во борбата против организираниот криминал и корупција. Сакам прво министерот Маричич да се изнесе за овие прашања, а потоа и Јовевски во делот за ова што има впечаток дека нема борба против, нема случаи отворени постапки против актуелни функционери за организиран криминал, за јавни набавки воопшто. Ви благодарам. Министре, повелете.
Да, благодарам. Изнесовте многу работи, изнесовте многу ставови, со дел од нив не се согласувам и ќе ми дозволите да ви објаснам зошто. Прво, не знам зошто било кого би исклучувале од набројувањето на актуелни функционери или доскорешни функционери во борбата против корупцијата. Не разбирам зошто, например, би ја исклучиле до вчерашната специјална јавна обвинителка како пример. Не можам да сватам зошто мислите дека е тоа мала работа. Не знам зошто би исклучиле пратеник и подпредседател на владејачка партија како пример. Не разбирам зошто би го исклучиле од броењето на или гледањето дали има селективност или не. Не разбирам зошто би исклучиле директор на една агенција која што располага годишно со милиони евра. Така што, ако сакате селективно да ги гледаме работите, па да речеме овие крупни прашања ги тргаме на страна или крупни примери ги тргаме на страна и сега да видиме зошто нема. Мислам дека не е тоа коректно и дека секоја постапка и секој ваков случај треба да се брои. Ја не се сеќавам во минатото на претходната власт дека имало толку високо позиционирани лица кои што биле предмет на истрага, обвинение или судски процес. Така што крајно е несоодветно да се констатира дека во моментот нема или немало постапки против актуелни функционери или пак дека е тоа некакво замајување на јавноста. Нема ништо замајувачко во конкретизирање на законската рамка, која што во 2019 година е донесена со поддршка на Европската унија, која што до денес ја конкретизираме и го објавуваме тоа конкретизирање на креирање на систем за одговорност на суди и обвинители, кој што треба да има токму ефект на конкретни случаи, да има ефект во градењето на системот, според кој сите случаи ќе бидат еднакво третирани и неселективно третирани. И мислам дека апсолутно не е точно дека има каква било селективност. Секој случај, дали се работи за актуелен или поранешен функционер, бил за расчистување, бил поддржан од страна на владата. Дури знаете дека дел од овие работи, од овие случаи беа експресно процесуирани пред нашите институции, а дел од случаите за поранешни функционери веќе долги години се влечат пред институциите. И да завршам во делот на ресурсите, мислам дека после долго време прв пат се прават сериозни напори да се зголемат ресурсите и во однос на кадровските капацитети со вработување на нови лица, технички персонал, но и стручен персонал, стручни соработници во судството и во обвинителството. Мислам дека е посоодветно да кажат самите представници на судството и обвинителството колку и какви вработувања се овозможени годинава, колку ќе бидат овозможени наредната година. Секако се наоѓаме во една економска криза, исто како и здравствена криза, и со оглед на контекстот правиме максимални напори за да овозможиме ресурси на судството и обвинителството. Нашиот план е во наредните години етапно да дојдеме до 23-та година до она законски пропишан процент за поддршка и финансирање на судството и обвинителството. Јас секогаш сум бил на располагање и на представниците на судството и на обвинителството за помош при добивање на повеќе средства од државниот буџет, и тоа така ќе остане, затоа што најдобар начин да се гарантира независноста на судството е да има соодветни ресурси. Мислам дека во таа насока ќе има и промени во наредниот период и во начинот на управување на буџетите на институциите, така што ве уверувам дека секогаш ќе бидеме на страна на независноста на судството, затоа што тоа е наша уставна обврска. Благодарам. Не би се согласил со констатацијата дека обвинителството него ни актуелни политичари или одговорни лица од оваа власт. И во овој момент обвинителството постапува по повеќе предмети на носители на
одговорни функции, но за да не ни наштетам на постапката и да не го повредам принципот на презумпција на невиност, нема да се задржувам на случаите кои се во постапка пред обвинителството. Се разбира дека не можеме да бидеме до крај задоволни во делот на борбата против организираниот криминал и корупцијата, но сакам да нагласам дека во извештајот на Европската комисија првпат оваа година се спомнува, се нотира овој записник и во рамките на обвинителството и во рамките на судството. Уште еднаш да нагласам дека и порано сум го нагласувал тој став на обвинителството, дека нас не интересира кој каква моќ има во општеството, на кого припаѓа, како припаѓа. Единствено, ние, и јас се залагам, и поголемиот дел од обвинителите се раководиме од тоа дали во конкретниот случај ќе обезбеди обвинителството докази за сторено кривично дело. И таму каде што сме обезбедиле, или водиме постапки, или пак сме поднеле обвиненија до надлежните судови. Уште еднаш нагласувам дека ова борба не се постигнува за кратко време. Владењето на правото не може да се обезбеди за година-две. Тоа е долгорочен процес. Се согласувам во делот што во прашањето што беше во делот на кадровските, материјалните потенцијали на обвинителството, но не треба да се испушти предвид и фактот дека во новиот закон најпрвин се дава самостојност во делот на финансирањето на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а второ, за потребите на обвинителството се гарантира дел од буџетот од 0,4%. Ние во обвинителството сме свесни дека за кондицијата на буџетот на стопанството и дека во овој момент не можат одеднаш да се обезбедат тие 0,4%, но сме задоволни со оглед на зголемениот дел од буџетот за оваа година, со вработување на 70 во тековна година на нови административни јавно-обвинителски работници, од кои поголемиот дел се стручни соработници. Ви благодарам. Преминуваме на прашањата кои што стигна. Значи, инвестирањето во човечките ресурси, според мене, е највисока капитална инвестиција. Во таа смисла, во 2020 година, во судството беа вработени околу 131 лице, а исто така за прв пат, значи, ги активиравме и одредбите од законот за судска служба по однос на унапредување на стручните соработници. Значи, унапредени се 167 стручни соработници. И исто така, договорено е дека наредната 2021 година, некаде заклучно со месец јуни, судскиот буџет ќе се зголеми на 0,6%. Согласно Законот за судски буџет, судскиот буџет изнесува 0,8% од бруто домашниот производ. Ние претходните години земавме некаде судски буџет околу 0,4% со тенденција на зголемување. Значи 2021 веќе некаде 0,6% и 2022 година 0,7-0,8%. За посебна пофалба е и моја лична сатисфакција што успеавме за наредната година да обезбедиме 90 милиони за набавка на сервери. Значи, мораме да инвестираме и во информатичката технологија, а посебно што обезбедивме 50 милиони за конечно решавање на проблемот со управниот суд.
знаете каде е сместен управниот суд, донесен е нов закон за управни спорови, каде што судиите мора да држат и расправа, а такви услови моментално во управни суд нема. Овој проблем 2021 ќе го решиме, обезбедени се средства, Министерството за транспорт и врски до крајот на месец јануари ќе се исели и почнуваме со преадаптација на претходно доделените простории за управниот суд. Бидејќи веќе го пречекоривме времето за пресконференцијата, имам уште две прашања кои што стигна преку електронска пошта, ќе ве молам за брз и концизен одговор. Првото од Канал 5 телевизија се однесува до председателот на Судскиот совет Киро Здравев. Дали Судскиот совет го доби известувањето од ДКСК за тоа колку председатели на основни судови не доставиле анкетни листови во законски рок, за колку точно председатели на основни судови се работи? Да, добивме податоци и веднаш реагиравме до председателите на судовите, каде што нема доставено анкетни листови, навремено да достават анкетни листови. Тоа е направено, мислам дека минатата недела. Добивме и одговоривме и испративме. Ви благодарам. И последното прашање е за министерот за правда Бојан Маричич од локално.мк. Со оглед на разрешувањето на неколкумина судии во последниот период, дали имате податоци за поплаки од граѓани во судски спорови каде се работи за селективна правда и дали во истражувањето има податоци за судии кои добиле мито и направиле корупција за донесување на одредена одлука во судски спор? Благодарам на прашањето. Значи, до Министерството за правда пристигнуваат представки од граѓани секојдневно. Ние под сите тие представки соодветно постапуваме. Во овие случаи кои што ги наведуваат од медиумите, од порталот локално, кои што се однесуваат на работата на конкретни судии или на конкретни судови, ги проследуваме на разгледување и на одговор во Судскиот совет како одговорно тело. Така што ние немаме надлежност како Министерство, владата нема надлежност да ги контролира на таков начин работата на, ниту пак да проверува на таков начин работата на било кој судија, но затоа е тука Судскиот совет кој што е одговорно тело за таа работа и сите представки кои што стасале до нас како Министерство сме ги препратиле соодветно до Судскиот совет на натамошно разгледување и постапување. Ви благодарам. Тука ја затворам пресконференцијата. Ви благодарам.